Утре повторно протест пред цементарница Усие. Здруженијето Стоп за Усие во 18 часот ќе ја блокира крстосницата меѓу булеварите Србија и Борис Трајковски. Причините се јасни и видливи, а загадувањето го чувствуваат сите, сметаат од Здруженијето. Велат, не веруваат во официјалните извештаи за квалитетот на воздух, бидејќи компанијата сама си го мери загадувањето. Ве прашуваме, кој што сам си го мери загадувањето, за себе ќе каже дека загадува. А кој загадува, знаеме и чувствуваме сите. Ние не веруваме во вашите мерења, затоа е потребно исполнување на нашите барања. Тоа е мерната станица кај Усие поставена од општина Кисела Вода во 2023 година да започне со континуирано 24/7 мерење и јавно прикажување на податоците во реално време. Активистите бараат поставување на повеќе мерни станици во поширокиот простор околу Усие, а не само на оџаците. Нивното барање е радикално. Доколку мерните станици покажат надминување на вредностите, фабриката автоматски да престане со работа. Еве, не работат оџаците, убав е воздух. Како може да ги впериме прстите кон граѓаните, да речеме ние не сме загадувачи. Преку писмено соопштение, Титан Усие вели дека ги разбира грижите за воздухот, но обвинувањата ги оценија како неосновани и некоректни напади кои не се темелат на аргументи. Тврдат дека компанијата е по 24-часовен независен мониторинг, а нивните гранични вредности се дури и построги од законски пропишаните. Бројките недвосмислено покажуваат дека и кога Титан Усие не работи, амбиенталниот воздух е со истиот квалитет. Во изминатите 6 години инвестициите надминаа 36 милиони евра, од кои 4,5 милиони евра беа наменети за унапредување на заштитата на животната средина. Сите независни студии укажуваат дека индустријата има помало влијание на квалитетот на амбиенталниот воздух споредено со загревањето на домовите и јавните објекти, сообраќајот, градежните активности и горењето на отворено, велат од компанијата. Кон крајот на минатата година, граѓани протестираа на истата крстосница. Беше побарана и дислокација на фабриката, за што добија поддршка од Советот на град Скопје. Сепак, премиерот Мицкоски, иако првично даде поддршка, потоа порача дека државата не може да му влезе некому дома и да му каже да си ја пресели куќата. Даниел Василев, Сител телевизија.